Почитувани, владата предводена од ВМРО-ДПМН продолжува со конкретни мерки кои директно значат грижа и поддршка за граѓаните и за семејниот буџет. Во таа насока, со почетокот и на оваа нова учебна година, владата донесе одлука за намалување на цените на училишниот прибор, мерка која ќе трае заклучно со 30 септември годинава. Со одлуката, трговците на големо се задолжуваат да ги намалат цените на училишниот прибор за најмалку 10%. Истовремено, трговците на мало се задолжуваат да обезбедат намалување на цените од најмалку 15%. Ова е конкретна и директна поддршка за семејствата во период кога родителите имаат зголемени трошоци за подготовка на своите деца за новата учебна година. За семејствата со повеќе од еден ученик, ова ќе значи значителна помош и заштеда на семејните буџети. Мерката опфаќа широк спектар производи, практично се што им е потребно на учениците за учебната година ќе можат да го набават со намалени цени. Почнувајќи од ранци и ташни, тетратки, блокови, колажи, моливи и пенкала, боици, пластерини теста за моделирање, фломастери, линијари и дидактички материјали, како и многу други производи неопходни за почетокот на учебната година. Целта на владата, предводена од ВМРО-ДПМН, е јасна. Родителите да можат да го обезбедат потребниот училишен прибор за своите деца по пониски и по попристапни цени. Ова е трета година поред, каде што пред почетокот на учебната година, владата воведува училишна кошничка со единствена цел да им го олесни месец септември на родителите и семејствата, да ги заштеди семејните буџети и да го заштити животниот стандард на граѓаните. Септември и почетокот на учебната година треба да биде момент на среќа и убаво расположение, како на учениците што се враќаат во училишните клупи, така и за родителите кои треба да ги подготват своите деца со сите потребни материјали за на училиште, а не моменти на грижа и на стрес како да се намерат трошоците. Токму затоа, владата продолжува со политики кои носат конкретна корист за граѓаните и директно придонесуваат за заштита на животниот стандард. Ви благодарам.